Речиси 40 милиони денари оштета им исплати владата на земјоделците од општина Битола, Новаци и Могила. Овие субвенции се поддршка на земјоделството и оштета за поплавите кои овие подрачја ги зафатија годинава. Но земјоделците од општина Струмица се уште во неизвестност дали и која ќе ги добијат ветените пари. И покрај изработениот елаборат од Општинската комисија за проценка на штети, за сега нема најави дека ќе бидат исплатени парите. Струмичките земјоделци се револтирани. Во одолговлекувањето на исплатата препознаваат политичка игра. Зелка имаме и крајшци има. Ама нема ништо дадам до сега, значи. Викат дека ќе дадат, али така се слуша, сваќаш се. Сега колку, шо ќе, кај ќе, не дадо ништо динар. Ние, значи, Струмичката, мислам, општина шо, Струмичката општина, што сме под Зорки Заев, Струмица, значи, ние сме под Зорки Заев, таа Струмица, динар нема дадо на нас. А слушно тука Босилова шо се, веле, и Басалево, он има дадо. А ние под Струмица нема дадо, динар. Има штета нема динар после. Вие ништо? Ништо динар нема после. Нема ништо земано, поплавот си направи своето, народот си страда. Не знам, и не верувам дека ќе здобие нешто. Сега не верувам дека ќе здобие нешто. Ако требаш да здобие, требаш да се даде за поливање на производството, така на естествено производство. А чим не е дадо, значи... Си се мучкат. Обейките не завършват. Рожери имах 2,5 декара, така се посреда. Моторът се за половата. 10 дена дет мръзнаше дени и ноги там се волат, църпа, да спаса нещо, нищо. Обекяваш комисия довидя, след очертва колко е толкова. Некой вика 90%, некой 80%. Нема еден по 100 години. А нема никой. Обекят ќе добиете и накрая нищо. Кой се надееш? Нема такви юнаци. До сега не съм замал. Нищо. Само обекят. А снимат сличко, гледат, накрая нищо. Во екот на производствената сезона, токму овие финансиски средства ќе беа добре дојдени за покривање на трошоците, велат земјоделците. Инаку изминатиот период обештетување добија и производителите од соседните општини, Босилово и Василево. Мерката за 100% обештетување беше најавена кон почетокот на мај, при што целосната исплата требаше да заврши за 2 до 3 недели. Висината на штетите во Струмичко се над 1,5 милиони евра.